СДСМ обвини дека доверливи полициски податоци од Струмица биле неовластено доставени и јавно објавени, барајќи истрага и одговорност. Од ВМРО ДПМН возвратија со остри критики кон СДСМ и Венко Филипче, тврдејќи дека станува збор за лица кои биле условно осудени за насилство. Бараме од јавното обвинителство веднаш да отвори истрага и да поднесе кривична пријава против полициски службеници од полициската станица Струмица кои неовластено извадиле и предале доверливи полициски податоци. Панче Тошковски, министер за внатрешни работи, кој како прв човек на МВР сноси одговорност за злоупотребата на полицијата. Валентин Манасиевски, кој јавно ги објавил тие податоци и ги искористил за јавен линч врз младите. Истовремено бараме за трешната контрола на МВР итно да утврди кој има возможил пристап на функционери на ВМРО до службена тајна и кој ставил потпис. Деца осудени за насилство и трговија со дрога е иднината која ја нуди Филипче на граѓаните. Венко Филипче смета дека со насилници и лица корисници на наркотични средства и опојни дроги треба да се гради иднина. Христијан Евтимов, внук на Заеви, и Илија Стојанов, негов другар, се лица кои се условно осудени на година и пол условна казна затвор, затоа што тепале странски државјани во Струмица, мислејќи дека можат што сакаат да прават затоа што се деца на Заеви. Истите овие деца Филипче ги представува како жртви,